Infiniti реши малку да го протресе американскиот пазар на големи теренци. Неговиот Горостас QX80 со спектакуларните габарити и со цената директно удира по Cadillac Escalade. Третата генерација на овој модел се појавува после долги 14 години, колку што неговиот претходник издржа на производствените ленти. Во поглед на форматот ги промени пропорциите, а сега доаѓа со помодерна силуета со поголеми стаклени површини. Предниот дел ја промовира следната итерација на корпоративниот дизајн со дводелни светлосни тела и маска во облик на буквата А. Нови за марката се и рачките кои може да се вовлечат додека логото доби позадинско осветлување. Назад пак на големата врата со далечинско отворање е поставена светлосната лента со преку 300 LED диоди. Каросеријата има за цели 57% зголемена крутост, што според јапонските инженери ќе го направи возилото потивко и ќе ги елиминира сите вибрации. Затоа ќе придонесат и тркалата кои по избор може да има дури 22 инчи во диаметар. Основната верзија има класични пружини, но во вистинскиот пакет QX80 доаѓа со воздушно ослонување со адаптибилни амортизери и систем за подесување на височината на каросеријата во возењето. Должината од 5,36 и широчината од дури 2,12 метри обезбедуваат многу простор во внатрешноста, како за 8 патници, така и за количината електроника која ги штити. Меѓу другото има и систем за задржување на коловозната лента која на автопат дозволува да се тргнат рацете од управувачот. Арсеналот камери обезбедува панорамски поглед и така наречен режим на транспарентна хауба, покажувајќи го тлотот пред кое возилото моментално поминува. Најзначајната измена секако е во носот, каде големиот V8 е заменет со 3,5 литерски битурбомотор. Тој располага со 450 коњи кои во галоп преку 9 степен автоматски менувач ги праќа на сите тркала. Типично за Америка и QX80, како и другите, може да се добие со погон само на задните тркала. Пред купувачите ќе се најде летово по цена која стартува од $82.500 и лесно се искачува дури над $110.000 за топ верзијата.